Советот на општина Кавадарци денеска на вонредна седница расправаше за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општината за 2012 година. Целта, како што рече председателот на Советот Илија Тренчев, е да се забрза постапката за изградба на фабриката на германски Дракслер Мајер, со што се дава можност за побрзо отпочнување на германската инвестиција. Како што доликува на една ваква крупна одлука, советниците едногласно за само 10 минути ја прифатија програмата со измените и дополнувањата. На гласањето претходеше образложение на измените кои се вршат од раководителот на секторот за урбанизам Стефка Јованова. Денеска треба да донесеме одлука за измена на програмата за изработка на урбанистички планови. На 28 септември 2011 година сме донеле одлука за изработка на урбанистички план во населено место за индустријска зона Телот. Се отпочна со изработката на планот. Се изработи ревизија, одговор на ревизија, објавивме соопштение за јавна анкета, јавната анкета се спроведе, се собраа сите мислења од институциите вклучени во изработката на плановите и планот дојде до одлука, односно до согласност од Министерството за транспорт и врски. Се чекаше уште решението за пренамена од земјоделско во градежно земјиште. Опфатот на првобитниот план беше 70 хектара. Од Министерството за земјоделие решението не може да се издаде, бидејќи се работи за голем опфат од 70 хектара земјоделско земјиште. Претходно имало концесионер и затоа сугестијата од Министерството за земјоделие да се намали опфатот. Значи, денешната одлука е донесување на отпочнување на постапка за донесување на урбанистички план во населено место за стопанска зона Телот со опфат од 21,6 хектари. Тоа значи дека во овој опфат ќе биде сместена халата и одоколу помошни простори со паркинг простор. Затоа е оваа одлука. Намалување на опфатот од 70 хектари на 21,6 хектари. На усвојувањето на измените претходеа и кратки дискусии. Советниците Борис Давидов и Панчо Минов ја поздравија одлуката за влез на германската инвестиција. Минов забележа што на пресконференцијата кога се најави германската инвестиција, заедно со градоначалникот биле само советниците од владеачкото мнозинство. Апелираше во иднина да не се правело тоа, бидејќи целиот совет давал придонес во олеснувањата за влез на инвеститори. Да не оставиме впечаток кај странскиот инвеститор дека сме партизирани и дека само една партија е за таа работа и дека само од една партија ќе се вработува, рече Минов. Токму носењето на денешната одлука ја дава демократичноста на овој совет. Нема потреба од дискусија која би ја минимизирала целата работа. Нема фаворизирање на одредени групи, ќе се вработуваат само спремни и стручни кадри, реплицираше председателот на советот Илија Тренчев.